Од утре, 11 декември, во Кочани се воведува нов сообраќајен режим во централното градско подрачје. Што треба граѓаните да очекуваат од овие промени? Со новиот режим очекуваме големо олеснување и растеретување на сообраќајот. А самото решение е базирано на неколкогодишен сообраќајен проект кој е со комплет сообраќајна документација и во кој имат учествувано голем број на институции, сообраќајни експерти, стручни соработници, граѓански организации, експерти, представници на транспортни и такси компании, подрачната единица на Министерството за внатрешни работи, на територијалната противпожарна единица, итната медицинска помош, урбани и местни заедници, поединци, советници и различни групи на граѓани. Како ќе биде новиот сообраќајен режим? Од кружниот тек кај полициската станица, до мостот кај плоштадот, по улицата Кејна Револуција, сообраќајот ќе се одвива еднонасочно и ќе е во посока од југ кон север или ако сакате спротивно на течењето на Кочанска река. Од мостот кај плоштадот па се до кружниот тек на двојниот мост, тоест до Спортисимо или Сетек, по улицата Маршал Тито. Сообраќајот ќе се одвива во посока од север кон југ, тоест во правец на течењето на Кочанска река. Трите мостови кои се на овој потек остануваат со истиот непроменет режим. Како што изјави градоначалникот Грозданов, целта на овој проект е намалување на сообраќајниот метеж со брза и ефективна циркулација, поголема безбедност и зголемен паркинг простор. Целта на ова промена е следната: намалување на сообраќајниот метеж, добивање многу побрза и ефикасна циркулација на движење, зголемување безбедноста како и нормален, безбеден пристап на самите семејства кои живеат во овој регион, побрз и побезбеден пристап на итната медицинска помош, на пожарната и полицијата. Подобар пристап до локалните бизниси, бутици, банки и трговски објекти. Со ова добиваме изголемување на бројот на паркинг места, а се до реализацијата на ветените проекти од моја страна за катна гаража или урбани опреми за зголемување на бројот на паркинг места во централното градско подрачје.